Во Париз, Јагуар ја шокираше јавноста. Представена е CX-75, студија на супер автомобил кој потсетува на времињата кога оваа марка го тресеше пазарот со некогашниот најбрз серијски автомобил XJ220. Бројката 75 е по повод 75 годишнината на компанијата, а менаџментот сериозно размислува на малосериско производство со што големата мачка повторно би се вратила како моќен и силен играч во светот на супер автомобилите. Она што CX-75 го прави посебен е експерименталниот погон. На секое тркало има по еден електромотор силен 195 коњи. Заедно даваат 780 коњски сили и дури 1600 Нм вртежен момент, нула издувни гасови и перформанси од сништата. Забрзување до стотка за 3,3, до 160 км на час за 5,5 и до 300 км на час за 15,7 секунди. Крајната брзина е 330 км на час. Дострелот на овој супер автомобил е околу 110 км, а кога ќе се истрошат батериите, на помош пристигнуваат два млазни мотора кои произведуваат 188 коњи и постигнуваат 80.000 вртежи во минута. Со нив дострелот на CX-75 се зголемува на 900 км. Со две светски премиери, Opel го сврте вниманието на себе во градот на Сена. Зад концептот GTC Париз, Opel ја најавува новата Astra со 3 врати. Спортскиот стил и ознаката не се изненадување, бидејќи се веќе видена приказна за громот од Руселсхајм. GTC Париз носи нови технологии и технички решенија, како што е новиот дволитрен турбо-бензински мотор со директно впрскување на горивото и 290 коњи. Диференцијалот со конусен запчаник го контролира пролизгувањето на тркалата без ограничување на вртежниот момент. Но и покрај сета посветеност на перформансите, не е заборавена одговорноста кон околината. Системот старт-стоп ја намалува емисијата на штетни гасови и ја зголемува економичноста без влијание на неговиот спортски карактер. Втора новост е караванската изведба на Astra, чија практичност е потврдена во сите досегашни генерации на овој модел. Astra Sport Tourer, како што гласи полното име, ја обединува елеганцијата со спортска и модерна форма. Багажникот е со капацитет од 500 до 1550 литри со спуштени задни седишта. Направен е прогрес и во капацитетот по должина. Сега кога седиштата ќе се соборат, во багажникот може да се смести предмет со должина до 1 метар и 84 сантиметри. Honda ја продолжува својата хибридна ориентација. По Insight, втор модел на компанијата кој користи комбиниран погон е популарниот Jazz. Батериите и управувачката единица се сместени во подот на багажникот. Потек кој овозможи да се задржи истиот капацитет на багажникот од 300 литри како кај бензинската верзија. Срцето на овој систем го сочинуваат 1,3 литрениот бензински електромотор и батериите. Тука се надоврзува CVT менувачот, а резултатот е автомобил со најмала емисија на издувни гасови во сегментот Б. За дополнителен придонес за намалување на потрошувачката задолжен е добро познатиот Eco Assist, систем кој на возачот му покажува како моменталниот стил на возење влијае на потрошувачката и сугерира како да се вози штедливо.